Добро вечер, го следите Дневникот на Канал Плюс. На почеток кратка најава за делот содржините. За 9 години Македонија доби 70 нови и 350 реконструирани училишта. Македонија има квалитетно и бесплатно основно и средно образование. Малешевијата изобилува со ретки билки, израснати во еколошка средина. Вистинска штета е ова богатство да остане на падините на Малешевијата. Пролетта е причина за алергиски реакции. Очните ординации се полни. Денес е светски ден на гласот. Минатите 9 години во Македонија се изградени 70 нови училишта, а 350 се реконструирани. Воведен е бесплатен превоз за учениците, а се практикува образовен процес по углед на англискиот, кој е меѓу најдобрите во светот. На тема образование говореше заменик министерот Спиро Ристовски на трибината на ВМРО ДПМНЕ во Свети Николе. Образованието е најважна алка за развојот на една држава. Колку се поголеми инвестициите во образованието, толку подобри и долгорочни ќе бидат ефектите врз квалитетот на образовниот процес. Од 2006 година до денес буџетот за образование зголеме за 67%, изјави на вчерашната трибина во Свети Николе заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Влогот на владата на ВМРО ДПМНЕ на ниво на овој регион, баш разговарав со градоначалникот, велам неприродно некако не се водите како дел од Вардарскиот регион, но независно сето она што ние го имаме на територија на овој регион од 9 општини кои што гравитирате меѓусебно е некаде приближна инвестиција од 330 милиони денари кои што ги имаме реализирано во делот на подобрување на целокупната образовна инфраструктура на територијата во овие општини. Во источниот регион реконструирани се 6 училишни објекти, а во следниот период треба да се направи комплетна реконструкција на основното училиште Дамјан Груев во село Ерџелија. Од ВМРО ДПМНЕ велат дека и понатаму продолжуваат со реализација на други проекти од областа на образованието и науката. Продолжуваме исто така и со останатите проекти кои што се однесуваат на изградба на спортски сали, не само од Министерството, туку и од Агенцијата за млади и спорт, со што де факто продолжуваат целокупниот процес на инвестиции и развој на образованието во сите сегменти, затоа што само на тој начин можеме да креираме здрава иднина за нашите деца, за нашата република, затоа што само на тој начин можеме да ја развиваме Република Македонија во вистински правец. Од 2006 година до сега сите граѓани на Република Македонија имаат можност за бесплатни учебници, бесплатен превоз како и бесплатно образование. Инаку за време на овој период изградени се вкупно 70 нови училишни објекти, а реконструирани преку 350 училишта на територијата на Република Македонија. Проектите за меѓуетничка интеграција помеѓу училиштата со мнозинство ученици од македонска и албанска националност добиваат на интензитет. Одличен пример за тоа се училиштата Свети Климент Охридски од Делчево и Толи Зодурмис од Куманово, кои по трет пат се интегрираат на образовен план. Проектите за меѓуетничка интеграција помеѓу училиштата со мнозинство ученици, македонци и албанци од година во година добиваат на интензитет. Најдобар пример за тоа е соработката помеѓу општинските основни училишта Свети Климент Охридски од Делчево и Толи Зордумис од Куманово, училишта кои на најубав можен начин деновиве повторно учеа за толеранцијата на различностите, но и за сето она што заедно ги поврзува на полето на образованието. Првата средба беше на 6 декември по повод нашиот патронен празник во Делчево. Втората средба беше на 17 февруари во Куманово и еве денес трета средба пак домаќини сме ние нашето основно училиште. Има доста позитивни резултати меѓу учениците, посебно се зближуваат, гледам, разменуваат контакти, меѓусебно контактираат и едноставно ги очекуваат и ги чекаат овие средби со големо срце да дојдат, да се дружат, да разменат искуства, а и ние, работените и колегите, значи имаме доста позитивни искуства. Изработка на екојајц, литературно читање и игри без граници беа само дел од активностите кои повторно ги зближија учениците македонци и албанци. Учениците имаат фантастични идеи, многу се креативни. Целта на оваа работилница е да се изработат
по јајца. Учениците соработуваат заеднички, прават на камери, јајца од различни материјали, што можеме да ги рециклираме како стара хартија, најлони. Целта е да се дружат заедно заради да немаат делба меѓу децата, например било албанци, било македонци. Ева имаме задача да ги нацртаме геометриските фигури и да ги напишеме на македонски и на албански јазик. Ние сме многу задоволни бидејќи така се запознаваме со нови другарчиња и можеме да научиме нешто од нив. Сакаме и понатаму да се продолжи ваква, да се познатаме со други другари. Играта се состои од 4 тима од по 6 членови во дисциплините раскогање со вреќа, носење на јајце со ладичка и дување на балон. Проектот за меѓуетничка интеграција заврши со посета на црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево и џамијата Мехмет Фатих II, а учениците од албанска националност присуствуваа и на традиционалната великденска трпеза. Синдикатот за култура најавува штрајк, а вработените од Народната установа, Завод и музеј Штип, членови на синдикатот, се оградуваат од протестите од новиот синдикат за култура и протестот го сметаат за нелегитимен. Синдикатот за образование и култура образложува дека протестантите даваат неточни наводи. Се одбележува неделата на пешаците. Од сообраќајната полиција при СВР Штип апелираат пешаците да ги почитуваат сообраќајните правила и да поработат на сообраќајната култура. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот од Кочани започна со кампањата за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Согласно препораките на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот од Кочани започна со кампањата за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. На денешниот состанок беше истакнато дека оваа кампања ќе се спроведува до 30 април оваа година. Денеска имаме седница на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата, на која што согласно што ни стигна од Републичкиот совет за безбедност насоки како да се организираат кампањите за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Конкретно почнуваме со повеќе кампањи, но меѓутоа од понеделник стартува кампања за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, посебно на малите деца, односно на учениците од прво и второ одделение, и од децата од градинките од големата група. Целта на оваа кампања е да се стави акцент на правилното поменување на улицата, а посебно на категоријата пешаци во сообраќајот. Според програмата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, од 1 до 31 мај ќе се спроведува кампања за поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот, од 15 до 31 мај кампања за поголема безбедност на младите во сообраќајот, а од 25 до 31 мај кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот. Малешевскиот регион изобилува со ретки билки кои ги има само на овие простори. Ова дава можност за развој на собствен бизнис. Пред Пехчевци вчера свој излагање за билките имаше примариус магистер Илчо Захариев. Станува збор за проектот Пехчевци, горди на водопадите и Равна река. Малешевските планини се природни аптеки за добро здравје. Оваа своја констатација ја презентираше примариус магистер Илчо Захариев на едукативната трибина во Пехчево пред собирачите и откупувачите на билки и шумски плодови. Бидејќи се наоѓаме во најеколошкиот регион на државата, кој едноставно од сите страни е чист, незагаден, мислам дека вредност на тие лековите билки е многу поголема. Така да денеска преку една презентација на се она што ги има овде, ќе опишеме некаде околу 60 лековити растенија кои растат на овие простори. Мислам дека ќе отвориме една визија на луѓето дека навистина во околината имаат нешто што е навистина огромно богатство. Мислам дека медицината им дала своје значење и битно е да биде составен дел од секоја домашна аптека.
а пораките ќе бидат да не оставаме тоа суво злато да ни пропаѓа по нашите ливади и планини. Трибината ја организираше организацијата на жени од Пехчево во рамки на проектот Пехчевци горди со водопадите и равна река, а е дел од програмата за зачувување на природата, финансирана и поддржана од Швајцарската развојна агенција. Традиционално се собират шумски плодови кај нас. Традиционално се собира боровинката, традиционално се собира дивата малина, кај нас ги има многу. Традиционално се собира капина и габи. Од шумските плодови најмногу печурки се собират од разни видови, значи како сезонски излегуваат. Меѓутоа, тука само треба да ги поттикнеме и сето тоа да го работат правилно. Богатите видови на билки и шумски плодови може да им донесе добра заработувачка на Пехчевци, но недостатокот на откупни центри остава тони лековити билки на Малешевските планини. И од единствената сушара во овој регион не се многу оптимисти, бидејќи пласманот на македонските производи тешко се остварува. Многу е тешко пласирањето на македонските производи на македонскиот пазар. Може би малку повеќе поддршка, малку полесен пристап, затоа што за да оној кој одгледува или кој собира билки, горски плодови, да може да ги пласираме како кај нас, кај преработувачите, ние треба да имаме можност да ги пласираме на пазарот за да може ланецот да биде затворен или ние да пласираме, да продадеме и да ги плаќаме. Со парите, околу 500.000 денари предвидени за овој проект кој се имплементира 8 месеци, ќе се изврши реконструкција на дотраената инфраструктура кај водопадите во Пехчево, а ќе се направат и летниковци за одморање, кои покрај посетителите ќе ги користат и берачите и собирачите на лековити билки и шумски плодови, кои таму ги има во изобилство. Со донесување на урбанистички план во населба Света Недела стартува реализацијата на проектот на градоначалникот и локалната самоуправа во Штип за решавање на стамбениот проблем на лицата во социјален ризик. Во план изградба на повеќе катен објект на просторот на мултимедијалниот центар Черења. Советот на општина Штип денес даде подршка на оваа иницијатива. Поголем број на лица во социјален ризик и други ранливи категории во Штип ки може да го решат стамбениот проблем кој настана кај ромското население, кои после поплавите бија сместени во објектот на стариот диспансер. Поради тоа во урбанистичкото планирање на градот ќе се вметне колективна стамбена зграда. Работиме на донесување на урбанистички план УЕ 33 за населба Света Недела, каде што имаме предвидено парцела за колективна стамбена зграда во просторот на мултимедијалниот центар Черења. Така да тука би бил тој објект што треба да биде предвиден со висина 5+4 ката и покрови и ќе ги содржи тие станови за луѓе со социјален ризик. Тоа се станови со помала квадратура, до 45 квадрати. Така предвидува Законот за просторно урбанистичко планирање. Денес иницијативата од градоначалникот Илчо Захариев, Советот на општина Штип ја усвои предлог одлуката за прифаќање и давање одлука на иницијативата за предвидување на стамбени објекти на лица од социјален ризик и други ранливи категории. Пролетта за многумина не е најубавото годишно време. Освен вирозите, будењето на вегетацијата предизвикува сериозни здравствени проблеми во вид на алергии. Очните ординации се полни со пациенти. Пролетната вегетација ги наполни очните ординации. Будењето на билките и растенијата се типични за почеток на алергии, а со тоа е зголемена и бројката на пациентите кои имаат алергии на очите. Имаме, да кажеме, пациенти кои се осетливи на повеќе алергени, присутни кај повеќе билки и цела пролет имат тегоби на очите во смисла на алергиски солзење, печење, црвенило, јадеш и други тегоби на очите. А за разлика од тоа имаме и пациенти кои само на еден алерген се алергични, тоа трае обично 2 до 3 недели и потоа тие пациенти немат проблем. Во денешно време, најновите сега истражувања на светско ниво кои се потврдуваат и во нашата пракса,
ни дава и за присутност на еден нов ентитет, на така наречена урбана алергија, кај што да кажем нашите очи почнуваат да бидат осетливи на тие саги од асфалт, на честички од издувни гасови на автомобилите, на нечистотија на PM10 честичките кои ги има се повеќе во воздухот. За среќа Штип не е од тие градови кој е многу загаден во Македонија, меѓутоа сепак имаме веќе и први пациенти кои има таква една урбана алергија и тоа е една новина со која исто ќе се фатиме во коштици и се надевам дека успешно и таа ќе ја лечиме кај нашите пациенти. Црвени, потечени и влажни очи, како и чувство на чешање на очите, се знак на алергијска реакција. Очните алергии главно вклучуваат конјуктивитис, воспалување на мембраната што ја покрива билката на окото. Сепак во зависност од тоа на што се алергични пациентите, толку ќе им биде и долготрајна и терапијата. Во моментов нема точна бројка колку има пациенти, бидејќи овде се прегледуваат од најмала до највозрасна група, кои во секој момент можат да закажат преглед поради појавата на овие алергии во очите, кои се јавуваат најчесто во овој период од годинава. И практично ние сме во ситуација да нашите пациенти не чекат ни еден ден за офталмолошки преглед. Значи, можат во текот на денот да добијат термин за наредниот ден за преглед на очно. Тоа е нисчекор напред. Веќе имаме можност и во болницата сега со една дополнителна напор да направиме доколку има потреба да и таму збриеме некои пациенти ако дојде до некои, да кажеме, епидемии на епидемичен конјуктивит или некои други болести, така да слободно можам да кажем дека кога станува збор за очната патологија, нашите пациенти добиваат преглед во нула време. Очното оделение во клиничката болница во Штип располага со современа апаратура и ги прегледува пациентите од целиот источен регион. Човечкиот глас е најстариот и единствен начин на комуникација. Може ли да се замисли животот без човечкиот глас? Дали знаете како да го заштитите? Денес се одбележува Светскиот ден на гласот. Современо кажано, човечкиот глас е првата социјална мрежа, со помош на која било возможно меѓусебно разбирање. Но современиот начин на живот и пороците, како например цигарите, доведуваат до сериозно оштетување на гласните жици. Пушењето и злоупотребата на никотинот настанува страшно дразба и горење на површината на гласниците, со што со текот на времето настанува такви промени од неповратен тип, меѓу кои и канцерот на гласниците. Освен цигарите, до оштетување на гласните жици доведуваат и одредени професии, како работници со хемикалии и наставниот кадар, кој во одредени случаи доаѓа до ситуација на надвикување со учениците. Наставникот мора да ја предаде лекцијата, нели? И дојде до напрегање на гласниците. После тоа напрегање на гласниците, на жалост, тој учител доаѓа и побара помош од докторот специјалист по нос и грло. Според доктор Маролов и голем број професионални пеачи како резултат на нивната работа ги имаат оштетено своите гласови. Например, Владо Калембар од бивши југословенските простори и светски познатиот тенор Лучијано Павароти. И двајцата со напрегањето на гласниците во текот на своите кариери добиле полипи. Како идните македонски оперски пеачи и пеачки да го заштитат својот глас, советува професор по соло пеење. Користат најразлични вежби кои се состојат од контролирање на диафрагмата со издржување на тоновите. Се користат издржување на рамни тонови, разни фрази со кратки нотни вредности, со скокови, во кои веќе навлегуваме во самата техника на пењето. Кај вас се обучуваат, односно учат идни генерации на соло пеачи. На што вие ги учите нив? Како тие да го зачуваат својот глас? Најправилно и почетнички започнуваме со дишење. Правилно дишење, веќе споменав, и технички вежби
кои зависат од самиот глас. 16 април како светски ден на гласот е прогласен во 1999 година, откако е забележан значителен пораст на болести поврзани со гласните жици. Според статистиката, 65% од светската популација има проблеми со гласот, што се однесува до децата, кај 70% се откриени аномалии на гласот. Затоа, чувајте го вашиот глас, пред се со тоа што нема драстично да го повишувате кон било кого, посебно кон најблиските. Зборувајте помалку, поопуштено, потивко. И онака не е за џабе кажано. Тивка река, брег рони. Првата недела по Велик ден за православните верници е Томина недела. Манастирот Света Недела во Штип на овој ден е центар за верниците, но и љубителите на фолклорните танци. Финишираат подготовките за црковно-народниот собир во манастирот Света Недела. Првата недела по големиот христијански празник Великден се вика Томина недела и е посветена на светиот апостол Тома. Сите верници во недела го посетуваат манастирот Света Недела. Кога се јавил Господ Исус Христос на воскресението, во тие моменти апостол Тома не бил. И кога му кажале дека го виделе Христос жив, тој не поверувал и рекол: се додека не ги допрам рацете, раните на раците и нозете од телото Христово, нема да поверувам. А според нашата вера, блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И затоа токму на тој ден го славиме Томиното неверство, за да и ние поверуваме, а не да бараме докази за Бог. По повод празникот во манастирот Света Недела ќе се одржи црковно-народен собир со света литургија со почеток во 8 часот наутро. Веднаш по светата литургија ќе настапат играорни групи од Република Македонија со културно-уметничка програма. Трудиме се да го фанеме целиот регион тука во државата, почнувајќи од Битола. Претежно садно повикуваме 10 ансамбли. Новитет ова година нека биде, како би се рекло така, како новитет, се трудиме да и наложиме на гостите да дојдат со првите ансамбли. Што значи дека сакаме да го малку подигнеме квалитетот на повисоко ниво. Ансамблот Тоска оваа година ќе играме постановката Седенка. Секоја година посетеноста на оваа манифестација е голема. Ни непогодните временски услови не можат да ги разубедат верниците за да го посетат манастирот Света Недела. И оваа година организаторите се сигурни дека посетеноста ќе биде голема. Работнички Тетекс се финалисти во Националниот куп на Македонија во фудбал, откако во вчерашните надпревари Работнички со Реми во Тетово обезбеди пласман во финалето, додека Тетекс на пенали го елиминираше Хоризонт во Турново. Работнички одигра 1:1 на гостувањето во Тетово против Ренова, а по првите 2:1 во Скопје успеа да се пласира во големото финале на Националниот куп. Работнички дојде во водство преку Марковски во 71-та минута. Гипсарите успеаја да израмнат во 86-та минута со убавиот гол на Гафури од слободен удар, меѓутоа не и да дојдат до резултат кој ќе ги однесе до пенали. Пенали имаше во Турново, каде што домашниот Хоризонт е елиминиран уште еднаш во полуфиналето. Во финалето ќе игра Тетес, кој успеа да реализира 4 удари од белата точка, додека Кочовски и Најденов не беа прецизни за турновци. Мечот во регуларниот дел заврши 2:1 за домашниот тим, што беше идентичен на оној од Скопје, и затоа веднаш се пристапи кон изведување на пеналите. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска го забележа најдобриот пласман во поединечна конкуренција во кариерата на најновата ВТА ранглиста. 20-годишната Ѓорчевска, благодарение на добрите игри на фјучерсот во Шарм ел Шеик и пласманот во финалето, скокна 19 позиции и сега со 82 бода се наоѓа на 387-то место. Таа напредуваше и во двојки, па од 357-то дојде до 341-то место. Од нашите асови тука е Магдалена Стоилковска, 1207 сингл и 934 двојки. Најдобро рангираниот македонски тенисер Томислав Јотовски оваа седмица има подобар ранкинг и тоа за 4 позиции, па сега е 537 со 59 поени. Меѓу првите 10 во сингл немаше промени. Серена Вилијамс е на врвот, пошто следуваат Шарапова, Халеп, Квитова, Вознијачки, Ивановиќ, Бушар, Макарова, Радванска и Суарес Наваро.
Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. Следи временската прогноза. Имајте пријатна вечер со нашата програма.